На 23 јули се одржа по втор пат, чинам дека беше, ако не направам грешка, еден прекрасен настан и истиот го најавивме во Македонија на утро. Може би малку и требаше порано да направиме резиме, но оправдани причини разговорот ќе го реализираме сега, бидејќи членовите на Падел Клаб веднаш по превеслувањето на Охридско езеро од околу некаде 26-27 километри на 23 јули заминаа во нови предизвици и нови подвизи надвор од државава. Се сеќаваш каков убав разговор имавме? Многу убав разговор имавме, наши редовни гости се, постојано ги следиме и многу ми е драго што денеска и најмладиот учесник заедно со нас, чисто е, нели, се разбира Дамјан тука. Ама и кај ни е втор пат. Падел Клаб Скопје, но сега и кај е. Втор пат ни е тука. Втор пат е кај, да. Добро утро. Добро утро официјално. Веќе некако сте ни наши и многу ми е драго што ве следиме во сите подвизи. И се пошегувавме додека идеше прилогот дека ета не дојдов јас. Ти беше на последниот настан, но зошто? Си бев затоа што ми беше убаво, не бев минатата година, сега си бев и веќе нема да го пропуштам. Не, затоа што беше на одмор, јас работев. Па добро, сега некој мора да работи, некој мора да одмора тогаш. Добро утро и добро ни дојдовте. Дамјан Петрески од Падел Клаб и најмладиот член на Падел Клаб, воедно и внук на Даме, Кај Петрески. Ќе го прокоментираме и ќе го резимираме настанот кој што собра 40 учесници од 6 земји. Се веслаше 26 километри сап од Свети Наум до Охрид. Оваа година, да речем, со дупло поголема бројка од ланската и супер. Мислам дека поминавме, најблагодарни на времето што не послужи да можат сите и да завршат. 40 луѓе стартува, 40 луѓе завршија. Сепак ова беше групно преминување, но временските услови доколку се малце поразлични од тоа што беа овој пат, не мислам дека сите ќе завршија. Повеќето од нив беа рекреативци, така да заради тоа и мораше групно да се прави ово преминување, но за наша среќа сите го завршија. Така. Кај каква авантура имаше? Какво беше твоето искуство? Многу беше убава, имаше многу убави работи поминувавме на субкросинг, не, многу беше убаво. Ние имаме инсерти, јас ќе ги повикам колегите од режија, имаме ние мала грешка направено во насловот, ќе ве молам колеги од режија буквата К само да ја извадите, гледам дека тука е наша мала грешка, да не се стои цело време да декоди разговорот, а додека ние разговараме може да ги погледнеме и инсертите од тоа како помина тоа веслање, втор пат поред, минатата година кога се организираше околу 20 учесници. Очекувавте годинава да се дуплира бројката и да има толку многу гости од 6 земји? Искрено на токава дистанца, малце е тешко да се собере поголем број на луѓе, бидејќи луѓе се исплашени мислејќи дека не може да го поминат ова. Иако го правиме групно, сепак сите кои рекреативно го прават ова преминување, у принцип мислат дека може да извеслат можеби 5 до 6 километри, али не и оваа 26 километарска рута од Свети Наум до Охрид. Но во секој случај мислам дека со тие паузи што ги правевме како конкретно во овој момент на стогот во Трпеица, знаевме на неколку пати да се прибираме со целосната група. Не очекуваме можеби 40 луѓе, но во секој случај поголем број од ланската година, кога бике го представивме и знаат луѓе што да очекуваат од тоа. Секако подобро организирано од ланската година не беше ова и мислам дека на друго ниво за да привлечеме ако ништо друго повеќе луѓе и за следната година, со тоа што представуваме нашата земја на некој начин со овој прилог. Луѓе може да видат многу поише од наши убавини на Охридското езеро, а реално ги поминуваме најубавите делови по крајбрежјето на Охридското езеро. Од каде имаш учесници, од кои земји? Имавме од Словенија, од Косово, од Литванија, од Полска, од кај нас и ни откажа во последен момент во Велика Британија, ги откажа летовите и затоа не дојде, но во принцип тие што не беа најавени, тие и дојде. Колку убави видеа гледаш? Добро, да. Туку јас сакам само да кажам 40 учесници, верувам затоа што е многу добро познат настан, постојано и кај вас доаѓаат и нови, имаше нови од дел од овие 40 кои што за прв пат застанаа на даска? Имаше тројца што прв пат воопшто стојат на даска, беа тим пријавен еден од 8 веслачи, кои тројца од нив немаа веслано претходно и на почетокот малце поспоро темпо има, но секако кога гледаш околу тебе истомисленици, мислам дека е добар сега те прашувам во контекст на тоа дека самата најава беше твоја, Дамјан, дека 40 почна, 40 се вратија. Апсолутно не беше проблем дека прв пат застана и известла и се вратија. Сакам да кажам, затоа што делува нели страшно,
но сепак не е така. Страшно во поглед на енергија, мислиш, Па така? да, добро, на Ако падне стабилност, човек во езеро на лето. да, дека ти треба повеќе сила и така. Тоа можеби го успори малце темпото на сите веслачи, али од друга Зашто се страна чекате? се Да, чекаме да. последната група секако беше пратена од спасувачи и од прва помош луѓе од Црвен Да. крст, од Охрид организирани. За во случај не дај Боже нешто да се случи, но секако ние бираме и идеални услови за да може ова да се оствари. Да. Така да секако се чекавме, го успори темпото, но во секој случај целта беше сите да го завршат за да може и да потикнеме повеќе луѓе да не се придружат секако понатаму, иако следната година веќе ни е сменет малце форматот, го задржуваме секако ова разгледување со рекреативци, но вклучуваме и трка следната година за професионалци и за аматери, пошто повеќето од луѓето кои веќе втора година не дружат, сакаат веќе некој нов предизвик да остварат на езеро, бидејќи горе-доле го знаат форматов кој 2 години поред го правиме. Па сакаат нешто ново да пробат, така да повеќето ќе бидат претпоставам аматери тркачи следната година и секако ќе имаме и рекреативци кои сакаат да го разгледаат тоа за прв пат или можеби ќе ни се придружат пак. На кај нема е прв пат. Мама Јована ќе дозволам на Кај да му постави прашање. Возбудена е повеќе поради Кај отколку поради настанот, дека на 10 години го превеслал Охридско На езеро. кај не ти е прв пат, така? Не ми е прв пат. Да. Не ми е прв пат. Се разликуваше овој пат нешто од претходниот, знаеше каде одиш, која е целта, имаше повеќе сила. Првиот пат не бев, првиот субкросинг не бев. Меѓутоа не ти беше прво качување на даска. Кога прв пат застана на даска? На 7 години. На 7 години? На 7 години. Значи веќе 3 години како веслаш и успеа сам. Сериозно, така, сериозно. без никаква помош и цело време не следеше, дури ние повозрасните знаевме да задусниме, бидејќи бев дел од веслањето. Тоа ќе го кажев после. После ќе го кажев. Па ја си кажав сам, нема да чекам. Не, чекај, еве после ќе кажев, да, и како помина вана, дали тоа сакав да прашам, дали негде затајуваше. Не, знаевме ние тоа, ми беше моабетот, ние повозрасните знаевме да, нели, малку застанеме како последни, да се одмориме, кај весла, цело време, весла Браво, напред. кај, воодушевена сум. Добро. Мислам дека беше инспирација за поголем дел од нас. Да? И твојата сестричка, која што колку има, 7 години? 7. 6. Уствари, да, сега 6, така да, веќе може за некоја година и таа да биде за тебе. Оваа година сама се исправи на даска и прв пат сама индивидуално веслаше, така да следната година сигурно ќе не дружи ако ништо, бидејќи имаме и доста најавено луѓе кои го видоа кај од присутните на самиот настан, одма рекоа со керките и со синовите ќе дојдеме дека децата ќе си ги ќе си донесат. ги донесат, чим може да го заврши некој. Искрено јас немав очекување дека можеби толку лесно ќе го заврши или дека ќе биде во истата група што финишира на крај заедно, бидејќи сепак се илјадници за веслаи на овие 26 километри да ги направи, што ни се дечиња и не толку имаат сила за да го направат тоа, но искрено ме изненадија пријатно, бидејќи очекував дека ќе треба неколку години, знаејќи од маратониве професионалци имаат проблем пливачки да ги завршат, се откажуваат или поради грчеви или поради некои различни проблеми што ги сретнуваат во текот на самото преминување, но ете, ми изненади и го заврши уште од прва, така да се надам следната година што полесно ќе му биде за да може и нешто поголемо да направиме. Што направи на финишот, кај се фрли во вода? Успеав, така? Си спогушкавме со Чичо. Да. Тоа има фамилиарно, сите чинам дека си веслаат и татко му беше дел и мајка му не испраќаше од Светина ум, така да сите фамилиарно поврзани со веслањето. Кажав и во најавата, оправдано после еден месец и малку повеќе денови го правиме разговорот, бидејќи веднаш тргнавте во авантури, малку и на одмор, но бевте и во Словенија. Да, бевме прво во Грција на припреми помешано со одмор, колку што можеш да се одмориш. Но во секој случај бевме да се спремиме за надпреварање кое секоја година исто така го посетуваме во Словенија на езерото Бохин. Овој пат им е 6-та едиција нивна и отидовме недела дена во Грција, па недела дена таму и затоа и задоцнуваме со само најава на нашиот настан од лето. И таму многу го поминавме секако. Не послужи таму времето, иако имавме очекување да биде вака променливо како сега. Завршив овој пат 6-то место, за разлика од ланската сезона, кога и дури освоив медал, 3-то место земавме лани, но оваа година дури имав и подобро време, а за нијанса бев подале на самата листа, но во секој случај прекрасно искуство, многу луѓе од различни земји, они имаа па 9 земји учесници кои исто мисленици, се упознаваме следната година, секако доаѓаат и кај нас на настанов, така да само ја шириме љубовта за спортот.
Се една од нашите граници. Штом ќе биде и следната година надпреварувачки, јас ќе почнам од сега да се подготвувам. Јована, ете, штом ќе има и деца, се насмеја веднаш, тоа значи дека ќе може Јаков и Мила да си ги земе, да веслаат заедно. Да, ќе се воодушеват. Ете така, овој пат рекреативно, а по некоја година чувствувам дека ќе издржи и надпревар. Да, бидејќи навистина е подготвена за спорт. Кај на училиште од 8:30 денеска? Кај да не те задржувам, јас гледам дека е 7:50. Денеска повторно се враќаш во училишните клуби. Кога почнувате денес? Во 8. Во 8? Нешто кратко ќе биде денеска, така да си се видите ви најаве? До 9:30. Да. Така, добро, ќе биде за повеќето. Ви дадо свидетелство? Да, ни дадо во вторникот. Ви дадо, добро, сите училишта различно, некои денеска ќе делат. Со нетрпение очекуваш да си ги видиш другарчињата? Да. Да. Да, ти недостасува? Учителките? Учител. Наставничката, не. Наставничката. Затоа го збуни, не учителка, наставничка. Добро, наставничка. Да ги поздрави сите школски другарчиња. Твојата сестричка денес е прваче во домот, уште поголема радост. Да, нека ви е со среќа, со лесно и големи успеси, нови предизвици и на таа тема, но и се разбира на темата веслање. Ве чекаме повторно. Благодариме. Благодариме за гостувањето.